Ќе ме остиш да ти кажеме на генеза. 2003 година Никола Груевски отиде кај другарчето Джелич, се руча да се шета да му биде советник во Белград во реформите што ги правеше српската власт. Нели тоа знак на квалитет на назад го врати Црвенковски. Се слушаме добро. Вечерта во Панорама. Нема пошто ми е другар од детство. Кој? Еден од главните мачори сега во ВМРО ДПМН ми се јави 20 пати, плачеше на телефон, пратете полиција затоа што ни влегоа тогашните јаки момци, кои што беа појаки јаките момци на Липчо Георгиевски, кои сака да им земат партијата. И се кршеше на време и Бранко одлучи дека треба да му помогне на Никола Груевски да остане на власт. Заради тоа, што мислиш дека слаб политичар? Лоша процена, затоа треба се оди. Заради тоа, на председателските избори се споја со големиот мачар и му направија цензус да Бранко Црвенковски стане председател. За да он му врати 2006 година да го бутнат Бучковски. Како и да е, во ВМРО ДПМН се случи судир. Значи не е приказката така. Имаше мажи во ВМРО ДПМН. Кои мажи? Тие мажи плачат, тие мажи мене ми плачат. Како и да е, се случи промена таму. Се случи судир. Зошто во СДСМ не се случува и судир? Затоа што веројатно јас напишав една колумна, го нареков Шибицер, човекот што ги вртеше кибричињата, лоше ги сврти тогаш и се случи тоа што се случи. Значи што во 2003 година и во 2004. Јас кога ме праша сега какви се резултатите, јас се чудам затоа што прво правеа споредба помеѓу 2008 на една страшна ситуација каде што Радмила нормално беше прегазена после Букуреш и заради тоа што го правеше промоцијата на економските вредности на таа влада и 2011. Значи, ако мене ме прашаш, споредба на овие резултати на СДСМ треба да ги прави со 2002 година. Затоа што расположението кај народот беше такво како што е. Меѓутоа што се случи? За твоја информација во Долнени, каде што сум нижали во едно села во таа општина, законот за тутун кажува дека тутунот се купуваше до 15 април, нели така? Се купуваше на 2 јуни. Се носеа вреки пари. Тоа требаше Бранко Црвенковски и овој лидершип околу него да го знае. И затоа треба се одат. Значи они мене ако ме прашат, јас мислам дека ова влада лошо владе. Прави зулум. Тоа е мој личен став. Некој мисли дека владата е супер и тоа го почитувам. Тоа е негово право. Расположението кај грот од народ беше дека ова влада треба да се замине. Зошто Бранко Црвенковски, бидејќи еден од најаките политичари со перформанс и екипата околу него. Кој е најак политичар? Според некој види 20 години во политиката, Кој е најак политичар? Бранко, во последните. Како мислиш најак? Најдолго трае. Зашто Никола? Ти го цениш него? Не, јас ти кажам според перформансите. Кои перформанси? Он е во политиката се уште актуелен. Јас и ти ме прашуваш цело време за СДСМ. Значи да не е Бранко, ќе го нема Бранко, нема да правиме за СДСМ, ќе правиме за некоја трета опција. Реално ти кажам. Вечерта во Битола кога беше изгласан повторно Бранко Црвенковски за лидер на СДСМ. Дали мислиш дека во ВМРО ДПМН имало 1 метро шампањско и дека славеле до основно? Јас дури мислам дека резултатите се договорени помеѓу врхушката на ВМРО и на Бранко Црвенковски. Затоа што јас лично сметав дека овие резултати за да ти бараш предвремени избори. За да бараш предвремени избори, значи сигурно дека ги добиеш, така? Така. И ти ги добиеш и кажеш направи добар резултат и останувам. Јас сум винен за поразот, овие околу мене тие полтроните околу него сакам да ги заштити затоа што ги удам и ги ухлеби, и јас сум крив, ама не си удам. Знаеш, има една реченица која што веројатно ти не си ја пратил. Он вечерта во петокот, кога се обрати пред изборите, он требаше да направи другари, другарки, дами и господо, граѓани на Република Македонија. Мојата цел ја завршив. Во недела ќе падне ненародниот за него, режим на Никола Груевски, кај режимот на Груевскиот суд. Јас сега поднесувам оставка. Пред изборите? Да, пошто. А он рече вака: јас нема да си заминам додека него добијам ВМРО. Он знаеше значи дека ги изгубил изборите во петок. Зашто си лидер на политичка партија? Зошто му даваш на мандат на Никола Груевски кој што сам ќе се рушеше за година заради моje лично мислење заради економската состојба, ти му даваш мандат од 4 години. Плюс 3 години. Ти го знаеш Бранко Црвенковски лично. Си бил пријател него, си седеле на маса безброј пати, може така да се каже. Каже ми, дали те подсеќа на Муамер Гадафи, на тие лидери што буквално треба да се пати вака за нозе да ги излечуваш од партијата, они ќе гребат вака под зидот. Дали тој уопшто некогаш ќе си замине? Знаеш, моје лично мислење за Црвенковски кој е. Значи, јас сум имал прилика да го видам Црвенковски. Значи, јас го знам од средна школа, од баскет и од ована. Во многу сегменти тој е изворена личност. Значи, каризматичен, стравишно интелигентен. Кога спие? Луциден. Не, може да сега да збориме на... Меѓутоа има една максима кај него. Таа е максима на тие стари политичари. Вика, добар маж, збор не држи.
И веројатно во политиката е да се излаже. Дури уметност е да излажеш некој 20 години, затоа е толку успешен. 20 години, знаеш, те лажете и понатаму го сакаш и го веруваш. И тоа е успешно. Значи јас имам многу контакти со луѓе од надвор кои што имале стравишни оценки за неговите перформанси. Проблемот е што тие перформанси он не ги реализира за добро на народот. Значи тука е мојата замерка. Значи ако си толку интелигентен, ако си толку луцид, во ред признавам имало блокад, се имало, така? Имало проблеми. Ама немаш 6 пати да ми правиш на иста фора да ми отвараш пругата на кај Кумано, значи не можеш така. Тоа го гледам и Груевски го фаќа. Исти се, брат. Исти се, веруј ми. Само малку Дали сте исти? Ајде да видиме дали сте исти. Ој многу боле. Момент само, дали сте исти? Ако гледаме политички говор на Бранко Црвенковски, можеме да видиме еден страшно неверојатно добар оратор. Буквално човек што те вади од патики и може гладен да те пренесе преку жеден да те пренесе преку Охридско езеро. Буквално значи неверојатен демагог, неверојатен оратор. Буквално вади од кожа човекот. Ако погледнеме од друга страна еден говор на Никола Груевски, се поднаучи. Беше шептен тутуле бале. Дозволиме сега. Ако погледнеме еден говор на Никола Груевски, можеме да видиме еден тотален антиталент за говор. Човекот не знае еден говор да срочи, не го бива за дигање на маса, буквално дури смешно изгледа на митинг кога ќе видиш народците вака досадно, никој ни. Значи од друга страна токму тој негов минус го надополнува со работа. Значи имаш проекти, секојдневно појавување на секое мало место, решавање на проблеми кои што дозволи ми само. Не ме прашаш, го даваш одговорот. После ќе ти дозволам да го кажеш твоето мислење. Го даваш одговорот, што тоа е тоа. Тоа е тоа. Значи, он со една гебелсовска пропаганда. Гледа оне коалија Сиротановиќ, ностоп му лопатата у рака. Човекот не спие. И се што прави е направено и подкрепено со снимка, со слика и тоа. И окей е тоа. Окей. Еве ми се свига сега. Дозволи, еве ти добро. Ми беше дека Црвенковски поради својата одлично ораторство и поради својата одлична медиумска добро, ама не се ги заврши работите. Точно. Не се ги заврши. И затоа губи крај. Еве ти добра приказка. Кој Трановски? Алалдоме, после подолго време уведе овие за дивија таксисти, ќе го реши сообраќајот во Скопје. Така? Јас сум браво за Коце. Зошто не го реши во првата година од својот мандат, него сега му вадат муабети, тоа го слушнав од господинот Бошковски, не знам дали беше кај вас во емисија, не знам кај беше, рече дека братучедот едно купил такси компанија. И сега знаете што го градот? Да, са дивија таксисти. Да бе, вика, сега треба да му го штитиме бизнисот на некој од семејството. Значи која е поентата? Поентата е следна. ВМРО ДПМН, сите луѓе што се ВМРО ДПМН на лидерските места, никој од нив не е добар оратор. Сите се работници. Зашто мислиш дека не збора убаво Зоран Ставревски? Нити Ѓорги Иванов, нити Ставревски, нити кој ти кажа? Мене Ставревски баш Ставревски е ако погледнете од друга страна, Шема, Макрадули, Шекеринска. Шема дека е голем говорник. Па Шема е копија на Бранко Црвенковски, само лошото копира од малку. Една работа, Бранко Црвенковски не може да има копија. За жал. Или за добро. Шема ти е жива. Ма многу пробуваат. Ти си го видел градоначалникот на аеродром? Не. Исти гегов, исти потези прави ко Никола. Веруј ми дека и во ВМРО има луѓе што сака да го понашаат пастирот. Така и треба. Ворете. Моето мислење за Никола Груевски е многу позитивно. Okay. Човекот се зафаќа за проблеми. Дали конзервативец? Десничар. Така? Ги застапува вредностите? Да. Зошто се разведи со жени по втор пат? Има разни конзервативци. Знаеш што, види, ти мене ми кажеш, испаѓа моето... Ма не, градоначалникот на Лондон е конзервативец. Да, ама спонзорираше геј парадата, знаеш што? Затоа што е хомосексуалец. Веројатно и у Алада има доста од нив. Иако се крие, затоа му ставија споменик на главниот. Така ти ме праша, прето иди, да, затоа му ставија. Се кријат. Види, не е смешно. Значи, знаеш што ми е смешно? Значи, мене ми е смешно. Јас идам из площадот и викам браво. Се прави зграда на устен сутра што фалеше. Али не ми се сега што таа зграда нешто чини реални 2 милиона, чини 7 милиона. Браво за споменикот на Александар Македонски, затоа што сум голем присталица да се обележи нешто. Ама не 9 милиона да ги фукнеш на таа, како се вика, таа аматерката што продаваше мали структури. Ти си сега споменикот? Види, многу е голем. Знаеш кога ќе биде добар споменикот? Кога автопатот за кој што ти ми наплаќаш 1 евро над Велес, ќе биде автопат, нема да биде сеча дахи, односно сеча на гуми. Прашањето мое до тебе е че следното. Доколку Бранко Црвенковски е лидер на СДСМ и СДСМ е ужасно лоша опозиција, дали тоа остава маневарски простор на Груевски буквално не споменик, туку да стави пенис од 200 метра. За Свети Бранко и за 12 џуџиња треба да му направи. Јас го реков тоа на Алсат. Значи од понеделник во
на проектот Скопје 2014 треба да има место за Бранко Црвенковски. Затоа што на една ваква влада, за која што сметам дека ги троши моите пари неразумно. Значи, браво за оваа влада што знае фискалната политика спроведе. Апсолутно ти кажам. Не ми се сега што таа фискализација не е иста на ниво на цела држава, меѓутоа окей. Значи, браво. Али немој парите што ги взимаш од мене. Види, накарадно е да ставиш таков убав споменик, без разлика што е преплатен некој делел, талел тука, делеле аванс.